Ги следите регионалните вести. Со аерозагадувањето општина Тетово ќе се справува преку пакет мерки кои беа усвоени на денешната седница на Советот. Опозицијата реагира дека се задоснети. Изработка на катастар за животна средина, набавка на механизација за чистење и прскање на коловозите со специјални средства, едукација на населението. Ова беа главните мерки на предлог програмата за заштита на животната средина, која беше усвоена на денешната седница на Советот на општина Тетово. Опозиционите советници реагираа дека мерките биле популистички и задоснети. И при тоа се вели дека потребно е да се врши мониторинг на загадувачи, мерки за смалување на загадувачи, мониторинг. Значи, истото што се предвидува и во ланската програма. И тука нема кои се извршители, колку средства се предвидени за да се реализира оваа програма. Од СДСМ, кои се дел од мнозинството на Советот, истакнаа дека мерките се за поздравување и ќе придонесат граѓаните да дишат почист воздух. Тука е било наведено дека тоа ќе бидат за набавка на уреди за затоплување за 2020 година. Значи 2020 година имаме уште една зима. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи се пофали дека општината континуирано спроведува мерки против аерозагадувањето, а предлог програмата вклучува дополнителни активности кои ќе се реализираат оваа година. Значи со основното училиште на Инфрашари и со 3 објекти, значи на општина Тетово, каде што ние веќе аплициравме на програма и за поставување на инвертери, и овие објекти фактички имаат намалување на емисија на штетни гасови за 80%. Тетово и годинава е рекордер по големо аерозагадување, но конкретни мерки против загадениот воздух на терен не се забележуваат. Отсуството на целата советничка група на ДПМН и поддршката на сите одлуки од страна на СДСМ на денешната седница на Советот на општина Гостивар го отвори прашањето дали ќе има некакви поместувања во коалицирањата на партиите на локално ниво. Одговорот од сите беше дека засега нема ништо ново и покрај необичните случувања на седницата. Столчињата на тројцата советници од ВМРО ДПМНЕ на денешната седница на Советот на општина Гостивар беа празни, а пак рацете на советниците од СДСМ се креваа за прифаќање на сите точки од дневниот ред. Отсуството на целата советничка група на ДПМНЕ и поддршката на сите одлуки од страна на СДСМ го отвора прашањето дали има некакви поместувања во Советот во коалицирањето на овие партии со Алијанса за албанците. ДПМНЕ е со партијата на Таравари од самото формирање на Советот, но денес ниту еден од нивните советници не се појави на седницата. Координаторот на советничката група, Лоран Страшевски, во телефонски разговор рече дека биле оправдано отсутни и дека во овој момент немало никакви промени во коалицирањето. Зоран Ангелов од СДСМ изјави дека не е ништо ново да поддржуваат одлуки во Советот и дека тоа го прават во интерес на граѓаните. Како советници од СДСМ и сметаме дека сме должни спрема овие граѓани кои што не гласале, спрема нашите гласачи, да им излеземе во пресрет. Има ли некои понуди да влезете во коалиција со Алијанса за албанците или преговори? Не, за сега нема ништо така. Едно е сигурно, дел од предлозите на денешната седница немаше да поминат без гласовите на СДСМ. Какви ќе бидат натамошните случувања во Советот, останува да се види. Инаку, меѓу усвоените одлуки денес беше и финансирањето на спортските клубови. Градскиот фудбалски клуб ќе добие 3 милиони денари, додека кошаркарскиот клуб Гостивар 2 милиони денари. За ФК Форино од општинскиот буџет ќе бидат издвоени 150.000 денари, а за велосипедскиот клуб Адреналин 250.000. Капелата во Тетово се уште не е пуштена во употреба. Се чека на нејзино опремување и обуки за вработените. И по 2 месеци откако градските власти се пофалија дека капелата на православните гробишта во Тетово е целосно изградена, а минатиот месец беше предадена во владење на јавното комунално предпријатие, таа не е пуштена во употреба. Прашањето се покрена на седницата на Советот на општина Тетово. Од советничката група на ВМРО ДПМН се сомневаат дека капелата има низа пропусти. Побараа одговор од властите на неколку прашања.
Поставивме неколку прашања, меѓу другото кој е сообраќајното решение за градската капела, дали има употребна дозвола, дали е точно дека стручното лице дало забелешки на техничкиот прием на градската капела и на крајот побаравме точен датум кога конечно ќе биде пуштена градската капела во употреба. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека капелата е целосно изградена без никакви пропусти и се очекува да биде пуштена во употреба од ЈКП Тетово, предпријатие кое ќе стопанисува со истата. Мислам дека јавното комунално предпријатие ќе ги даде точните одговори, но според нашите информации таму нема никаков проблем. Ние затоа и го дадовме на понатамошно користење на јавното комунално предпријатие, што побрзо да се стави на функција. Од јавното комунално предпријатие вела дека во тек е процес на опремување на капелата. Ќе треба да се вработат неколку лица да ја одржуваат, кои претходно треба да поминат одредена обука. Вела дека наскоро објектот ќе биде пуштен во употреба, но кога не прецизира. Социјална инклузија во проектите кои ќе придонесат за рамномерен регионален развој е целта на регионалните форуми кои ќе се одржуваат во организација на Полошкиот плански регион. Денес се одржа првиот форум за годинава. Проекти во кои најважна компонента ќе биде социјалната инклузија. Ова е целта на регионалните форуми кои се одржуваат во рамките на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Проектот го реализираат Министерството за локална самоуправа, заедно со Центарот за развој на Полошкиот плански регион и со помош на Швајцарската агенција за развој. Ова е прв форум за годинава, каде што, како што истакна министерот Горан Милевски, ќе се дефинираат развојните потреби на регионот. Потребно е да се вклучат и граѓанските организации со цел поквалитетни и повеќе предлози за проекти со кои подоцна ќе се аплицира во Швајцарската агенција за развој. Форумите се добри, веќе втора година се имплементираат. Задоволни сме од тоа како се реализира процесот и затоа во новиот закон за рамномерен регионален развој кој што е усвоен и на влада, предложивме форумите да се воспостават законски и да важат и за финансиските средства кои што Министерството преку Бирото за регионален развој ги доделува на регионите. Жени, лица со попреченост и такви проекти. Значи, проекти што инвестициски, да напоменам, проекти што ќе го подобрат животот на оваа категорија на граѓани. Во првата фаза ние со инновативен проект аплициравме за воспоставување на социјално предпријатие за угостителство. Значи, намената на ваквото предпријатие ќе биде воспоставување на овозможување на обуки за угостителите, значи за кенлери, за готвачи и слично. На регионалниот форум присуствуваше и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, која истакна дека Швајцарската агенција за развој е особено важен партнер за општината. Како Полошки плански регион имаме повеќе и погабаритни проекти токму со овие донатори, така да можноста за инклузија на граѓаните и граѓанските организации дава една додадена вредност. Исто така, имајќи го предвид фактот дека колку што ми е познато, дебатата ќе биде за проекти од типот на инклузија, што сметаме дека се многу важни. Не е важна големината на проектот, колку е важен импактот што токму овој тип на проекти ги има за тие делови на нашите општества и граѓани кои имаат највише потреба од такви проекти. За рамномерен регионален развој, владата издвојува 8 милиони евра. Камион се преврте на патот Тетово-Скопје. Во несреќата повредени се 2 лица. Од СВР Тетово со апел за поголема внимателност кај возачите, особено во зимскиот период од годината. Возач и сопатник во камион се повредени откако утринава околу 6 часот и 30 минути се превртеле со возилото на автопатот Тетово-Скопје. Поради повредите сопатникот е задржан во Тетовската болница за обсервација.
товарно моторно возило марка Мерцедес загубило контрола, излетало и се превртело на десната страна од коловозната лента на автопатот Тетово-Скопје, кај Добарски надпатник. Во возилото се повредени возачот, 48-годишникот Порој и 29-годишен сопатникот Селце. Однесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, изјави Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Оттаму апелираат и предупредуваат на поголема внимателност кај возачите во овој период од годината, поради магла, врнежи од дожд, појава на голомразица, како и одрони од камења. Ако патуваат кон стража, маврово или попова шапка, задолжително да поседуваат зимска опрема и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Од секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш подсетуваат дека полициските службеници во континуитет спроведуваат засилени контролни активности, во чие средиште се техничката исправност, односно неисправност на возилата, како и брзината со која се движат во и надвор од населените места. Во Тетовската полиција едно лице пријавило измама. Поради поседување наркотични средства приведени неколку лица. Билтен на СВР Тетово. 22-годишен жител на Блаце Чучер Сандево вчера во СВР Тетово пријавил измама од 25-годишникот Тетовско Боговиње. Според пријавеното на 24 јануари годинава, тој му ветил дека ќе му обезбеди работа во Германија нему и на негов роднина, а измамениот дошол во Тетово и му платил 200 евра. Од тогаш пријавениот повеќе не му се јавувал и не му ги вратил парите. 39-годишна жителка на Кочани пак вчера пријавила дека во и надворот угостителски објект во Гостивар физички била нападната 27-годишен гостиварец. Поради поседување наркотични средства се приведени неколку лица. Марихуана е пронајдена кај 39-годишен тетовец и 19-годишникот Рогле, додека кај 4 лица од Сараќино на возраст од 16 до 20 години пронајдени им се марихуана и ризла. По целосното документирање на случаите ќе следуваат поднесоци. Од СВР Тетово информираат дека вчера во гостиварската населба Фазанерија е приведена 37-годишна жителка на Неготино, осудена на затворска казна за сторени кривични дела тешка кражба. Набрзо потоа таа е спроведена во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово ги започна подготовките за продолжението од првата македонска женска фудбалска лига. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната во првата македонска женска фудбалска лига. Сите фудбалерки кои настапуваа во есенскиот дел се јавија на првата прозивка, која ја изврши шефот на стручниот штаб Александар Пишовски, а присуствуваше и новото засилување репрезентативката Сања Митреска. ЖФК Љуботен комплетните подготовки ќе ги одработи на терените во Тетово и Тетовско. Па денеска ги собравме девојчињата за прв пат во оваа година и од утре планираме да почнеме со тренинзи. Најпрво ќе работиме на физичка подготвеност и потоа во втората фаза ќе одиграме неколку пријателски надпревари. Така да мислам дека имаме доволно време да се спремиме за почетокот на новата полусезона. Имате нови играчи и некои заменувања? Сите се останати истиот број од лани, со тоа што имаме едно засилување годинава, Сања Митреска, која ни доаѓа од редовите Нас Юнајтед и која исто така е и младинска репрезентативка. Репрезентативката на Македонија до 19 години Сања Митреска во редовите на Љуботен пристигна од струшкиот прволигаш Ас Юнајтед. Таа изрази задоволство од трансферот и од пристигнувањето во Тетово. Моите очекувања се да имам добра минутажа во овај клуб и се надевам дека ќе имаме добра сезона. ЖФК Љуботен постои веќе 3 години, а ова е втора сезона откако се надпреварува во најквалитетната женска фудбалска лига на Македонија. Клубот есенскиот дел од сезоната го заврши на предпоследното 13-то место на табелата и во пролетниот дел ги очекува голема борба за опстанок во лигата, доколку Фудбалската федерација на Македонија одлучи да се формира и второлигашка конкуренција. Жителите на бугарското село Брштен, сместено во шумите во близина на грчката граница, ги има околу 960, вообичаено не обрнуваат многу внимание на меѓународната политика.
Но Брекзитот ги интересира и тоа многу, затоа што најголемиот работодавец во Брштен е една фарма оддалечена илјадници километри во англиската област Кент. Секоја пролет најмалку 350 луѓе од Брштен одат да берат јагоди и боровинки на фармата Огденде. Ако работевме овде, не ќе можевме да ги издржуваме нашите семејства, вели 53 годишниот Сафет Џурелов. Не знаеме ништо за сега. Само гледаме по новините се говори, че ще има некакви промени. Бугарите продолжија да доаѓаат во фармата на Тим Чемберс и по референдумот во 2016 година и покрај првичното емотивно чувство дека Британија веќе не е добродојдено место за работа, вели Чемберс, наведувајќи дека Британија има потреба од работници од други земји. A perception in the Home Office that if you mention the word immigration or migration, they're dirty words. They're not dirty words. We need migrant workers. Сали Ходжов пристигна од Брштен како сезонски работник пред скоро 20 години. Никогаш не се вратил и сега е директор за производство на фармата. This business is almost built by people which are coming from Bulgaria and Romania and they work here for 6, 7, 10 years and I think they're good workers, so it's going to be sad if we're going to lose them. Парите заработени во Британија се враќаат во Брштен, со многу реновирани куќи во селото. Автомобили со управувач на десната страна, купени во Англија, може да бидат забележани во селото, како и уште една необична гледка за некое село во Бугарија – деца. Приходот од работата во странство им овозможи на многу парови да формираат семејства и го спасија локалното училиште од затворање. Изгледа иронично, но за разлика од некои други бугарски села каде што има иселување, оваа сезонска миграција направи да нема иселување во Брштен. Дознаките од бугарите кои работат во странство представуваат најголем дел од инвестициите што се влеваат во земјата, со над милиарда евра на годишно ниво. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.